Добро утро, почитувани гледачи. Следува ново издание на емисијата Фактор здравје. Во неа ова утро зборуваме за карциномот на дојка. Цел месец октомври е во знакот на розовата панделка, за да подсети и да упати порака до сите жени во светот дека треба да прават редовни самопрегледи, редовни прегледи на лекар, редовни мамографски и други диагностички процедури за карциномот на дојка навреме и рано да се открие, бидејќи во тој случај успешноста на лекувањето е многу поголема и подобра. Карциномот на дојка е еден од најраспространетите карциноми кај женската популација и со најголема смртност од сите карциноми. Токму на оваа тема, ова утро во Фактор здравје разговараме со професор доктор Андреј Арсовски, торакален хирург од клиничката болница Аџибадем Систина. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро, поздрав на гледачите и добро ве најдов. Така. Доктор Арсовски, обоен е октомври во розовата нијанса. Розовата панделка ја упатува пораката секоја година на светско ниво до сите жени, ама оваа болест не е нималку розова. Не е сигурно дека не е розова воопшто, меѓутоа не е ни толку црна. Так. И така ќе го сватиме и ова наше денешно дружење, за да се пренесе пораката дека карциномот на дојка денеска може успешно да се преброди, да се совлада, да се победи и жената понатаму по завршување на сите тие третмани да се врати во еден сосема нормален секојдневен живот. Само доколку рано и навреме се открие и токму затоа се сите тие апели, многу едукативни настани, многу промотивни настани кои што треба да ја упатат пораката до секоја жена. Тоа е смисолот и на розовиот октомври, да се подигне свест во широката популација, значи кај сите жени, дека карциномот на дојката не е баук. Меѓутоа, што порано биде откриен, што порано и по-точно се почне со лекувањето, тоа дава секако многу подобри резултати не во смисол на продолжување на животот, туку резултати во смисол на излекување, комплетно совладување на таа болест и пак ќе нагласам она што може би и најважно, комплетно враќање во еден нормален тек на животот како и пред болест. Така да го искористиме еве уште малку овој октомври да ја прошириме таа да речам позитивна фама во однос на карциномот на дојката, дека треба да се мисли на оваа болест, дека треба да се работи за организирано што подобри резултати да се спроведуваат во раното откривање и секако тогаш и во лекувањето на карциномот на дојката. Да ја подигнеме свеста дека навреме треба да ги правиме сите прегледи кои што се неопходни, а како диагностички процедури ни се навистина на располагање, како велат многу малку треба за да се почне од некаде, така да се одвои еден мал дел од времето што го имаме во текот на денот за да направиме барем еден првичен преглед. Знаете, денеска медицината ни пружа навистина добри квалитетни диагностички методи кои што треба да се користат. Пред се само прегледот јас би го оставил за крај, затоа што тоа е во рамките на можностите што секоја жена може да си ги приушти, меѓутоа тука има една фалинка затоа што тогаш се открива карцином кој што веќе се пипа, кој што веќе постои, кој што е веќе формиран како одредена помала или поголема грудка. За разлика од тоа, другите диагностички методи кои што ние лекарите апелираме постојано да се прават навреме и да се прават превентивно, не откако некој нешто ќе примети. Тука пред се квалитетниот ехотомографски преглед, особено важен за помладата популација, понатаму мамографскиот преглед и денеска ни стои на располагање кај сите недоволно јасни случаи, специфична градба на ткивото на дојката и магнетната резонанса. Така да ова се навистина алатки кои што можат да го откријат карциномот во најрана фаза, кога тој нити се пипа, нити на било кој друг начин може да се почувствува. Така да овие прегледи треба да се прават организирано, тука е задачата и на секој добро организиран здравствен систем и мислам дека тука во тој дел треба ние како држава, како здравство да направиме многу повеќе за сето ова да има еден нормален организиран од една страна пристап, од друга страна квалитетен професионален. Што сакам да кажам со тоа дека
Само високо едуцирани професионалци можат да го спроведуваат овој скрининг. Тоа пред се тука мислам на рентген диагностичарите, како на лекарите, така и на техничарите. И самата техника на изведување на овие снимања е многу битна да биде професионално и високо стручно направена. Тоа дава одлични резултати. Пак ќе го кажам Читањето на јас. резултатите, така и исто така е Апсолутно, значи не може и секој да ги толкува резултатите, тоа се посебно, особено за скрининг програмите, посебно едуцирани рентген диагностичари кои што се суспециализирани во рентген диагностиката на дојката. И ќе кажеме еден пример во нашиот регион, например Словенија има навистина веќе 15 години наназад развиена безпрекорно добар систем на скрининг на дојката и тоа дава толку добри резултати да повеќе од 50% во словенечката популација карциномите на дојка се откриваат кога не се пипаат. Значи во непалпабилна фаза, автоматски тоа пак од друга страна дава и многу подобри резултати во лекувањето и излекувањето на пациентките. Така. Причинителите докрај се уште не се познати на карциномот на дојка, иако оние кои што веќе имаат во фамилиарна историја карцином на дојка треба малку повнимателни да бидат и поредовни во тие сите исследувања кои што треба да се прават, а рековте превентивно од кога треба да се почне да се прават овие прегледи? За жал, прегледи? причините на етиологијата, односно причинителите на карциномиот, не само на дојката и на другите карциноми, е непозната. Постојат бројни фактори на ризик, меѓу кои е и генетскиот фактор. Значи, денеска се прават успешно тие испитувања на БРКА1, БРКА2 антигените, кои што го одредуваат, да речеме, тој наследен фактор. И кај овие пациенти кои што имале семејна историја, значи мајка, тетка, сестра, а се носители на некој од овие антигени, кај нив треба поригорозни да бидат овие контроли. Меѓутоа, контролите треба да се спроведуваат во широката популација, кај сите жени. Кога да се почне? Па, околу 20-та година советувам да се почне со ехо прегледи, додека мамографските прегледи, скрининг мамографските прегледи се прават после 40-та. Што не значи дека и кај помлади жени, во случај на потреба, ако на ехото има некаква нејаснотија, некакво сомнение, може да се прават и во помлада возраст. Поготоа денешните современи рентгенски апарати се со толку мала доза зрачење, така да навистина тоа не е баш така штетно како што некогаш што би се помислиле мисли прво, така да. меѓу луѓето. Напротив, ако има потреба и секако дека и под 40-та година треба да се прави мамографија. Така да. Ќе погледнеме блок реклами, па продолжуваме да зборуваме. За важноста на раното откривање и успешното лекување на карциномот на дојка, ова утро во Фактор здравје разговараме со професор доктор Андре Арсовски, торакален хирург од клиничката болница Аџибадем Систина. Доктор Арсовски, споминавме кои диагностички процедури ни се на располагање за да се направи превентивно преглед и откривање на евентуални некои промени. Што откако ќе се диагностицира карцином на дојка? Значи, во процесот на диагностика, имиджинг методите, пред се секако прв е разговорот со пациентот и клиничкиот преглед. Кога се прегледува визуелно самата дојка, се уочуваат евентуално некакви разлики во структурата и во градбата, во надворешниот изглед. Понатаму многу битна е добрата палпација, значи пипањето на ткивото на дојката и секако и на пазувната јама, затоа што тука се наоѓаат лимфните жлезди кои што се прва бариера во ширењето на болеста. После тоа се најбитни диагностички имиджинг методи, значи тука спаѓаат ехотомографијата, дигиталната мамографија и магнетната резонанца, која денеска ни дава навистина многу детални прикази, особено кај пациенти кога се сомневаме на мултицентричен, значи на повеќе фокуси, кај пациентки кај што градбата на жлезденото ткиво е многу густа, па мамографијата некогаш може да не даде сосема добри резултати, обавезно се оди и на магнетна резонанца. Ова се диагностички методи кои што даваат приказ на промените, меѓутоа структурата на самите промени точно се утврдува со биопсија.
Треба да нагласиме дека тенкоиглената биопсија денеска веќе не би требало да се користи, односно не во сите кај сите пациенти, значи се знае кај кои пациенти може да се користи и треба тенкоиглена биопсија, додека златен стандард е така наречената кор биопсија, која секако се прави под водство на некоја имиджинг метода, дали под ехо или со стереотаксична мамографија. Тоа е една специјална игла која што зима многу подобар примерок од ткивото. Зошто е тоа битно? За да може и предоперативно да се направи комплетна евалуација на структурата на туморот. Значи не само диагноза дали се работи за тумор и каков карцином и каков карцином, туку и многу други имунохистолошки параметри кои што се битни во одлуката како да се почне со лекувањето. Значи тоа е денеска ни стои една цела батерија на можни испитувања кои што доведуваат до точна верифицирана диагноза не само за постоење на карцином, туку и каков тип, на какви лекови реагира и како најдобро да се почне терапијата. Значи тука и во таа диагностика медицината денеска отишла многу напред, така да и предоперативно ние денеска можеме да ги знаеме сите неопходни детали кои што понатаму ќе го одредат начинот на лекувањето. Така да. Веќе имаме и гледач на линија. Добро утро, ве слушаме, повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Голем поздрав до докторот. Би сакала да поставам едно прашање. Секако. Бев оперирана 2016 година од докторот во Ремедика. Ми беше отстранета дојката, имав дуален карцином, ми беа извадени 16 лимфни јазли, од тогаш до сега се поминати 7 години, редовно одам на контрола на 6 месеца на ехо, мамографија правам еднаш годишно. Ме интересира до кога ќе ги правам овие контроли. Одговорот е многу едноставен, доживотно. Да сте живи и здрави уште многу години, меѓутоа еднаш годишно, покрај овие работи што и кажавте, ви советувам да правите и тумор маркери за дојка. Така. Еднаш годишно, доживотно. Така, да. Добро. Ова е совет и препорака и за некои од другите гледачки кои што веројатно во слична или иста ситуација. Така, значи тоа е протокол на контролирање. Принципот е во првите 3 години се прават на 6 месеци, мамографијата еднаш годишно, а после тоа доживотно еднаш годишно потребна е контрола. Така. На тој начин сте сигурни дека состојбата се контролира онака како што некогаш треба? Некогаш и после повеќе години знае да се јават некои промени кои што се последица на примарната болест, така да апсолутно тука без компромис, затоа што било што и да се појави нешто, може да се лекува. Повторно ќе можеме навреме да го откриеме. Да. Така да тој принцип апсолутно еднаш годишно доживотно. Така да. Имаме уште едно јавување. Добро утро и за вас. Повелете. Ало, добро утро. Добро утро. Видете, пред 6 години, пред 5 години ќерката се оперира од карцином на дојка. Не ја извадија целата дојка, него само наводно било во циста, сега кажано по нашки вака, во тоа. И до сега све е во ред, си оди на контроли, одви хемотерапија, одеше само на зрачење. Сега ме интересира дали, пошто она имаше хормонален карцином, дали има опасност ако остане време. Ви благодарам. Вака, значи ова се хормоните да не се зголемат хормоните, нешто. Фала. Ако била хормонално позитивна, тоа не значи дека хормоните се причина за појава на карцином, туку дека на рецепторот на малигните клетки имало, на мембраната на клетките имало рецептори за хормони. И обично се лекуваат овие пациенти со хормони. Разлика е, значи, прилично индивидуализиран пристапот, така да различно е и време траењето на хормоналното лекување. Сега не знам конкретно кај оваа пациентка во колку е завршено хормоналното лекување, секако во консултација со гинеколог и со онколог
имало и други пациентки, сум имал и јас пациентки кои што во млада возраст биле оперирани и лекувани, па после тоа останувале бремени, повторно ќе кажам се вратиле во сосема нормален живот, вклучувајќи ја и тој дел од животот, значи формирање на семејство, потомство и така натаму. Меѓутоа секако треба да се направи една нова контрола, да се видат сите фактори, и у принцип да, меѓутоа дали е потребно некое време, тоа не би можел да го одговорам, затоа што со сите наводи тоа треба да се реши конзилијарно со гинеколог и со онколог. Така да. Добро утро и за следното јавување и за следниот гледач. Повелете, ве слушаме. Добро утро. Добро утро. Поставам едно прашање до докторот. Имам фиброаденоми во едната града, во моментов дојам и прашањето ми е дали треба, одам редовно на контролни прегледи, ама дали треба да се контролирам за време на доењето или после периодот на лактација. Сакам само да споменам дека бебето од градата кај што имам фиброаденоми не сакаше баш нешто многу да цица, така што постепено почна да цица само од другата града. Значи градата со фиброаденомите во моментов, не знам како да кажем, не е во процес на лактација, не цица од таа града. Благодарам. Така, ви благодарим и ние вам. Сега зависи кога се појавени фиброаденомите, колкави се, дали се менуваат. Мислам дека не е на одмет еден ехо преглед да се направи. А дали у принцип фиброаденомите тоа се бенигни тумори, но тие треба да се отстрануваат. Секако дека евентуално отстранување, ако нема сега некакви актуелни битни промени во структурата и во големината на фиброаденомите, се препорачува да се направи откако ќе заврши лактацијата. Меѓутоа, еден ехо преглед би ви советувал да направите. Така. Најразлични се промените и проблемите кои што може нели да се појават. Меѓутоа карциномот на градата е оној најсериозниот и најопасниот, кој што е и најзастапен и со најголема смртност кај женската популација од сите видови карциноми. Индивидуален е пристапот кон секоја пациентка, споменавте, така? Одредување на фазата, степенот на карциномот и како понатаму ќе се продолжи. Затоа ги спомнав и сите овие испитувања кои што треба да се направат на почеток, значи при самото диагностицирање, и тогаш се одлучува како да се почне со лекувањето. Најчесто хирургијата е првата етапа, првиот чекор во лекувањето, меѓутоа има посебни пациенти, има индикации кога треба да се почне со друг тип на терапија, дали со хемотерапија, дали со херцептин, дали со хормонална или некаква комбинација. Значи, постојат во медицината јасно одредени критериуми кога хирургијата отстапува во почетокот на лекувањето на некој друг вид терапија, а хирургијата настапува по извесен период, значи од почетокот на лекувањето. Сепак, најголемиот број на пациенти кај најголемиот број на пациенти се почнува со оперативно отстранување на дали целата дојка, дали дел од дојката, пак зависи, тоа е многу индивидуализиран тој принцип, тој пристап. Откако ќе се извади тоа ткиво, се прават повторно сите тие испитувања и тогаш се решава кои начини на лекување кај таа пациентка треба да се применат. Значи, ни стои на располагање хемотерапија, ни стои на располагање таргет терапијата, пред се херцептинот, ни стои на располагање хормоналната терапија, зрачната терапија. Дали некоја од нив или некоја комбинација од овие терапии ќе се примени, се зависи од индивидуалната структура, од типот на карциномот, од стадиумот на карциномот, од хормоналниот статус и така натаму. Значи, сите тие фактори кај секој пациент поединечно се ставаат на маса и тогаш конзилијарно најдобро се одредува каква ќе биде постоперативната терапија. Така. Хирургија во рана фаза на откриен карцином и хирургија во подоцнежна фаза на карцином. И тука има разлика? Секако, меѓутоа не само фазата, туку и некои други фактори се битни за да се одреди кој тип на операција ќе се примени. Во принцип ни стојат на располагање радикална операција, значи отстранување на целата дојка заедно со лимфните јазли од подмишка. Понатаму ни стојат на располагање така наречени штедливи операции, кога се отстранува дел, најчесто квадрант, од дојката заедно исто така со лимфните јасли.
Тука е битен секако големината на туморот, стадиумот во кој што е откриен карциномот, типот на карциномот. Меѓутоа битна е и самата структура на дојката, односно големината на дојката, локализацијата на карциномот е многу битна, затоа што еден е пристапот ако се тоа централни, значи зад брадавицата, зад ареолата, а друго е ако се тие странични. Значи можностите за штедливи операции кај овие странични се апсолутно поголеми, додека кај централните почесто се прават, односно принцип е да се прават овие радикални операции. Понатаму конституцијата на самата пациентка, големината на градите, на крајот на криштата и незиниот психички статус, односно став према болеста. Да. Има пациенти кои што реагираат, вадите се, не сакам ништо да имам, дури има кои што бараат да се отстрани и здравата дојка. Од друга страна имате пациенти кои што буквално молат да остане некој дел. Барем Така да, што може, сето тоа е многу битно во тој процес на одлучување на избор на оперативната метода, каде што апсолутно принцип број 1 врз кој што се базира таа одлука е медицинскиот, односно хируршкиот, затоа што и покрај естетско-психолошките ефекти, прва и основна цел е да се излекува пациентката. Така да ја постигнеме сите овие успешност, а работи се после понатаму дополнително. може да се санираат, да се Так. исправат, да се поправат, меѓутоа тоа се може да биде и во втора фаза. Така да. Имаме повторно јавување. Добро утро, повелете. Добар ден. Повелете, ве слушаме. Поздрав до докторот и до Ви водителката. благодариме. Сакам да го прашам докторот. Правев ехо на дојки. На десната дојка се најде липом од 10 милиметри. А на мамографија 3D излезе дека се е во ред. Сега го молам докторот да ми каже што понатаму. Фала ви многу и Така, пријатно. ви благодариме и ние вам. Вака, значи, еве типичен пример кога овие методи се надополнуваат, не се исклучуваат. Значи, некои работи подобро се гледаат на ехо, некои на мамографија, некои пак потребно да се направи и магнетна резонанца. Липом, за да знаеме сигурно дека се работи за липом, потребно да се направи биопсија. Така да јас би советувал... Направено е ехо, направена е мамографија. На мамографијата липомите, може би, пак ќе кажам, зависно од структурата, не мора да се прикажа така убава, така да тука како имиджинг метода е доминантна, односно подобар резултат дава ехо сонографијата. Меѓутоа, за да бидеме сигурни дека се работи баш за липом, тоа треба да се верифицира со биопсија. Така. Препораката до гледачката која што Да се се јави, направи дека може биопсија, уште тоа ако дополнително е да го направи. обичен липом 1 сантим, не мора ни да се прави ништо посебно, може и да се проследи, но ако тој липом расте и се менува, тогаш секако дека и тој треба, без разлика што е тоа бенигна промена, Така. потребно е да се острани. Така да. Следува уште еден блок реклами, па продолжуваме со разговорот. Останете со нас, почитувани гледачи. Продолжуваме со разговорот во студиото. Доктор Арсовски, што се постигнува со хируршката интервенција? Значи, хируршката интервенција е многу битен елемент во целокупниот процес на лекување. Со тоа се постигнува елиминирање на малигното ткиво. Значи, независно од типот на операцијата, кој што веќе спомнавме, индивидуално се избира кај секој пациент, со цел да се елиминира комплетно малигното ткиво од ткивото на дојката и од лимфните јазли кои што аксиларните Најчесто и лимфни прво, јазли, нели, се шири карциномот. тоа е првата брана Првата. и заради тоа тие се составен дел од хируршката интервенција, затоа што многу често се наоѓаат промени во самите лимфни јазли. Тоа го крева стадиумот, меѓутоа добро очистената пазува, елиминираните лимфни јазли, не значи дека ако биле променети, дека со тоа исходот ќе биде лош. Напротив, токму тоа е смисолот на операцијата, да се направи физичка комплетна елиминација на малигното ткиво, а сите оние други скриени ефекти и евентуално расевка низ организмот ги решава другите типови на терапија. Така да,
Заради тоа и хирургијата најчесто е првата етапа во лекувањето, за да се таа голема туморска маса да се елиминира од организмот. Така. Континуирана психолошка поддршка е потребна кај жените кои што се соочуваат со овој момент и со овој здравствен проблем и со операцијата и што после операцијата, одстранување на комплетно целата дојка, меѓутоа има можност понатаму преку реконструкција нели на дојката да се надомести она што претходно било. Психолошката поддршка е исто така битен сегмент во процесот на лекувањето и пак ќе нагласаме и индивидуален. Сите сме ние различно ги прифаќаме животните непријатности, и различно се справуваме со болеста, истите. и различно се справуваме со тоа. Меѓутоа, кај одреден број пациенти навистина е потребна таа психолошка поддршка покрај поддршката на семејството, на околината, и денеска апсолутно активно се вклучуваат во тимовите кои што се бават со лекување на ова заболување и психолози кои што им помагаат на оние пациенти на кои што им е потребна таква психолошка поддршка. Во однос на понатамошните ефекти, исто така и тука е прилично индивидуално како кој се справува со тој телесен, условно речено, телесно наградување, тоа не е инвалидитет, така да некои тоа го поднесуваат сосема окей, значи се носат, се ставаат тие надворешни протези и во едно нормално деколте па и со купачи костими, тоа не се ни познава. Меѓутоа, жената секојдневно се соочува со тој телесен недостаток кој што се јавува после операцијата и се поголем и поголем број на жени кои што се решава да се направи реконструкција на дојките, која што денеска пластичната хирургија исто така оди со големи чекори напред и често пати тие реконструкции се толку добро направени да воопшто и не се чувствува тој телесен недостаток кој што го имаат пациентките после операција, со тоа што реконструкцијата може да се прави immediate reconstruction и одложена реконструкција. Immediate значи веднаш, кога се отстранува во истиот так, меѓутоа тоа си бара одредени услови. Јас лично го користам словенечкиот протокол, каде што точно се знаат критериумите кај кои пациенти треба да изберете непосредна реконструкција. За жал, во нашата патологија, патологијата што ние ја гледаме како стадиуми, како големина на тумор, тоа се прилично ретки пациенти. Почесто се повеќе и повеќе се одлучуваат пациентите и на одложена реконструкција. Значи, откако ќе заврши процесот на лекување, значи постоперативниот период, особено ако треба зрачна терапија, треба да се опорави кожата и после тоа може да се прави реконструкција, значи тука има исто тука година, две или повторно е зависно, а и помалку. Зависи, обично најчесто после 6 месеци. Така, веќе може тој инвазивен процесот и хормоналната терапија може со години да се прима, но таа не смета на реконструкцијата. Во колку се заврши, значи со тој се прави редовна контрола, ако резултатите се во ред, после тоа може да се пристапи кон реконструкција. Така, да. Реконструкциите најчесто се прават со протези, со силиконски протези, како што впрочем се прават и кај здрави особи зголемувањето на градите. Постојат и други микрохирушки методи со природно ткиво, меѓутоа мислам дека естетските резултати се подобри со овие протези, затоа што може да се направат на двете дојки, да се направат симетрични, убави гради, кои што пак ќе кажам, денеска и се поголем број жени од чисто естетски причини се одлучуваат на овие зафати, па не гледам причина зошто да не се прави тоа и после хируршка операција на странување на дојки. Напротив, ги мотивираме и да ги охрабриме дека треба да го направат. Се направат тие реконструктивни зафати. Така. Имаме повторно јавување. Добро утро, повелете. Ало? Ве слушаме. Јас сум син на постара пациентка која има карцином на левата града во поодмината фаза. До сега немавме болки, не се жалеше на
болка на десната рака, веројатно сме стигнале до лимфните јазли. Би сакал да замолам, ако е можно, со докторот да стапам во директен контакт после емисијата. Значи може да се Так. јавите во кол центарот во Ремедика. Јас овие денови нема... Систина? Да, во Систина, пардон. Значи јавете се во кол центарот од понеделник да ви закажат преглед, најдобро и со пациентката да дојдете, Да. за да не разговараме само туку и да видиме точно за што се работи. Така, со се она што е и дотогаш направено или се ни што се поминало, така за да се види. Да. Да. Ако имала било какви терапии, најдобро да дојдете на преглед па да видиме што тука може да се помогне. Така. И уште едно јавување. Добро утро и за вас. Повелете. Добро утро. Дали се слушаме? Добро, во очекување уште еднаш, ако не да се обиде гледачот за да добие линија и да го постави прашањето. Можностите се многобројни. Велиме рано да го откриеме навреме за да имаме успешност во лекувањето. Што значи успешно излекуван карцином на дојка? Успешно излекуван карцином на дојка значи победа лекување на малигната болест, значи нејзино комплетно елиминирање и враќање на жената во еден сосема нормален тек на животот кој што го имала и пред болеста, односно враќање на сите семејни, професионални, социјални обврски и уживање во позитивните благодети на животот. Така. Прогнозата понатамошна, откако веќе ќе се направи се, Знаете, тука има од што зависи? следење на пациентот, значи 5-годишното преживување. Меѓутоа, кај карциномот на дојката, зошто саветуваме доживотни контроли? Затоа што кај мал број на пациенти, меѓутоа некогаш болеста може да се врати и после подолг временски период. Така да, мислам дека не е како здравите што би требало еднаш годишно да прават превентивни прегледи, така и овие што ја победиле болеста, мислам дека не е проблем да прават редовни контролни прегледи еднаш во годината, затоа што со тоа и да се појави било какво повторување или враќање на болеста, повторно ќе се открие во рана фаза, кога медицината денеска може и овие пациенти да ги излекува. Сме имале голем број на пациенти со локални рецидиви, со некакви метастатски промени, кои што современите можности за лекување ги победуваат, особено ако се откријат во рана фаза и на почеток веднаш се реагира. Така да, апсолутно, тука немаме никакви дилеми дека сите пациентки кои што ја победиле болеста не треба да спијат на ловориките на победата, туку еднаш во годината да се контролираат. А бројот на овие пациенти е се поголем и поголем, затоа што медицината оди напред и полесно се откриваат. И полесно се откриваат и полесно се лекуваат, односно подобро се лекуваат. А и бидејќи веќе и возрастната граница некако се намалува и за ова заболување, да бидеме сите секогаш многу внимателни, жените, така да се грижиме за собственото здравје и да одвоиме барем мал дел во текот на денот за еден преглед кој што може многу да значи за нас. За жал имаме и млади пациентки, така да сите жени во репродуктивниот период треба да, оне што велите, да одвојат еден мал дел во годината, еден мал дел од денот, да ги направат овие превентивни прегледи за да може да бидат мирни, а ако веќе нешто има да се открие во што порана фаза кога лекувањето на вистина дава добри, да не речам и одлични резултати. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам и на вас. Благодарности до вас, почитувани гледачи, за вниманието со кое не следевте. Останете и понатаму со програмата на ТВ24.